До мене, како гледате, имам неколку млади жители од селото кои би сакал да ги прашам околу тоа како живеат во селото и дали морат да се иселат од нивното село и од Кумановско генерално. Па еве до мене имам еден жител, ве молам да се представите и... Добар вечер. Прво благодарам од страна студио А2 што не приклучува директно. Дали има услови да се живее во вашето село? Па, животот тука тече нормално и као порано што беше. Сиромаштија не е само каде нас, туку и од цела држава и целата Европа се снаоѓа. Да се види надвор, рече се 30 од 10 од населението од село живеат веќе надвор и тие кога доаѓаат на одмор тука се кажуваат дека таму животот не е подобар, камо и за нас од тука да идеме надвор. Има вработени и нашите млади тука. Дали вие сте вработени? Да, јас сум вработен во агенција за вработување за Таркуманова тука и водам евиденција на невработени. И тука се види има невработени луѓе, али не е толку тешко ние да го оставиме нашата татковина и да бегаме надвор во странство. Не е толку тешко. И порано беше и рече си и полошо. Поминавме и полошо, ние и заедно со младите и со нашата генерација секогаш издвејавме до крај и се дружевме заедно. Тука животот тече нормално. Не знам зашто толку телевизијата го прави толку голем овој настан. Не е само општина Липково и овој регион што избегува надвор. Има и од целата Македонија и од Прешево и Бојановац на таму што идат надвор, али пуно ти одат таму на прилику као што ја лани бев таму, еден месец бев као гост и не се вратив. Добро, значи има можности да се успее во Македонија, но полни автобуси си заменуваат за Брисел секој ден. Па би сакал уште еден да прашам, дали се сложувате дека има можност да се успее и во Македонија, односно во Липково? Па има ако има услови, например, ќе може да се живее и тој, да има малце инфраструктура да е добра, знаеш, да се во економски, како се вика тоа, да инвеститират малце повеќе тој, ќе има услови да се живее тој. Нема канализација, вода имаме 2 километри, немаме вода за пиење, од бунар, така, патот е лош. Дали имате некој член од вашето семејство? Имам сите надвор. Јас идам гости, еден месец, 20 се вратам дома пак. Не можам да седам таму. Вие работите? Не. Значи не работите. Како се живее во Оризари? Што правите? Како ви поминува еден ден? То ништо тука. У кафу, нема работа. Така е. Каде ја гледате перспективата? Во Македонија или во Белгија, например? Не знам, јас не одам во Европу. Не знам. Значи вие нема да се одите, ќе останете? Не. Горан, тоа беа моите соговорници. За сега предлагам тука да се одјавиме, па ќе се... Да, ти благодарам наим за сега. Ќе те вклучиме повторно во емисијата, те замолувам да останеш на позиција и да поканиш некој од властите од општината или некој од пратениците избрани од тој крај.